nauči se da ljubiš, bližnji spremi se, moj čeda, stevo ljubov rodeni. Sine moj, ja statko nebesen sum tvoj. Sine moj, ja statko nebesen sum tvoj. Da čekoriš o ljubovta, da ljubiš kako Isusa, da prostuvaš. To a Bog go prigotvil za onije koji go ljuba, što uvo, što oko to ne videlo, što uvo to ne dočulo, što umo tvoj ne pomislil, to Bog go prigotvil. Za tebe, to a Bog go prigotvil za onije koji go ljuba. Koji go ljubi Bog, Otec od, on go poznava, go ljubi i je izvršava njegova to zapoved. Koja zapoved? Ljubi go svoj bližen, kako i sebe si. Te sakam, Gospod Isuse Kriste, Tatko naš koji si na nebesata, v imето на Твојот Син Исус, зборува и денеска низ мене, нека Твојот дух ги допре сите оние кои имаат потреба од Твојата љубов, да им ги отвори срцата, да примат сила од озгора, да им го отвори умот, да го разбираат живото слово, овој духовен јазик кој не го разбира телесниот човек, да им ги отвориш очите и ушите, да те гледаат Тебе и да го слушаат Твојот глас, Господе Исусе Христе, и да бидеме синови Божји кои не води Духот Божји. Те сакам, Господи Исусе Христе, 1 Коринтијаните, 10 глава, опомена против идолите. Видете, 1 Коринтијаните, а во 1 Јованово на крајот вели, деца, пазете се од идолите. До поклонство од секаков вид, се тоа на што стои меѓу тебе и Исус, може да биде луѓе, храна, настани, дни, одредници, слави, деноминации, поделени заедници, семејство, кој љуби син или ќерка повеќе од мене, не е достоен за мене. Имаме таков случај. Член на семејство го извлекува човекот од заедницава. И тоа иде во поклонство. Браќа, не сакам да не знаете. Мојот народ гине од незнаење. Така вели Отецот Небесен Исус, дека татковците наши сите беа под облакот. И ми раскажува една приказна. И поголем дел од заедниците се занимаваат со приказната на Светото Писмо. Ја раскажуваат приказната, како да го раскажуваш филмот или драмата. Дури и Аристотел во Стара Македонија верел дека учеството во Дионисовите слави, кои се претходница на Хиерос Гамос на Кокино, и се в суштина она што духот го аплодува Марија, материализација. Дури учеството во тие било не да се извршуваат обредите, туку да се соединиш со Бог. Пазете сега, не сакам да не знаете дека татковците ваши, наши, сите беа под облак и сите минаа преку морето. Значи, Мојсей со стапот удира, ја менува создаденото го менува и тие минуваат по Божја волја. Израелците излегуваат од Египет. И потоа велат, зошто не донесе овде, сакаме назад. Но ќе дојдеме до тоа. И сите во Мојсей се крстија, и во облакот, и во морето. И им фрлаше храна духовна, мана. И сите јадеа иста духовна храна. И сите пиеа исто духовно
пиење, зашто пиеа од духовната карпа што ги придружуваше. Духовна карпа, темел, камен темелник што ги придружуваше. А таа карпа беше Христос. Пазете сега, во времето на Мојсе тие се уште не знаат за Христос, но тој ги придружува. Бидејќи тој е духот, во духовното царство, пише на друго место дека Исус бил присутен кога е создаден светот. Исус е се присутен како и Отецот, бидејќи Отецот пребива во него и тој е едно со Отецот. Значи, Исус бил духовната карпа, уште со времето на Мојсей. Но повеќето од нив не беа по волјата Божја. А волјата Божја е секој што го видел Исус и поверувал во него, што го видел Исус, да не загине и да има живот вечен. Они се тераа по својата волја. Зошто не донесе овде? Не икеме ова, сакаме тоа. Значи не беа по волјата Божја. Затоа загинаа во пустината. Па внимавајте која волја ќе исполнувате, бидејќи ќе загинете во пустината, а пустината за вас е ова. И тие поминаат 40 години во пустината, а можеа за неколку дена да дојдат во ветената земја. И ние седиме во пустината 50, 60, 70 години. Значи не беа по волјата Божја. Пазете го тој момент. Не по вашата волја, нека биде волјата твоја, татко мој. А тоа беа примери за нас. Пример. За да не бидеме похотливи по злото, како што тие беа похотливи. Да се вратиме во Египет, имавме што да јадеме. Во робство да се вратиш. На греот и на сатанат и на телесноста. Да јадеме и да пиеме, бидејќи утре ќе умреме, но не бидете ниту идолослужители, како некој од нив за кој е напишано. Идолослужителство и датум еднаш годишно се сетиш дека има Бог. Да славиш некој празник верски. И после се враќаш во греот, се враќаш во твојата телесна природа, си тераш по свое. Тоа е идолопоклонство исто. Не бидете идолослужители како некој од нив за кој е напишано. Народот седна да јаде, да пие, па стана да игра. И денеска е тој ден. Нас ни се чини така. На земјата. Ние зборуваме за се присутност и за соединување во Исус. Народот седна да јаде, да пие, па стана да игра. И да не блудничиме како некој од нив што блудничеа. Велиш дека си во Исуса, си тераш по свое. И во еден ден загинаа 23.000, бидејќи мрмореа. Бидејќи Исус им рече, ќе ви го дадам тоа што го зборувавте, не икеме ова, сакаме ова, не икеме вака, и да не го искушуваме Христос. Како што некој од нив го искушува и загинаа од змии. Повторно зборува за Христос дека бил присутен за време на Мојсе. Нам тоа ти е тешко да го разбереме. Ние овде имаме време, простор и свест. Повторно го зборувам ова често. Димензии, време, минато, сегашно, иднина. Во Исус, во духовниот свет е едно. Не мрморете како што некој од нив замрмореа, па загинаа од истребителот. Зошто ми се случува ова? Што ми го праќаш сега овој? Не икам вака, сакам да сум на некој друго место, сакам во Италија да се мажам, сакам ваму да одам, сакам пица да јадам, сакам лидерот на партијата што ми рекол да слушаш ти. Ме јас не го слушам лидерот на партијата. Сакам мајка ми што ќе ми каже да правам. Мајка ти те тера да пиеш апчиња. Што ти е пред човеку? Па рипни во Вардар. А јас сакам во 2 сабајле да ги будам сите да се молам. Па ходи во џамија, моли се и тие пуштаат разглас. Тоа е сатанско. Зошто? Па зашто ги малтретираш луѓето? Бог е љубов, мојот татко. Моли се самиот. Кој ти брани? Сето тоа ним им се случуваше да служат како пример, а е запишано нам за опомена докој стигна крајот на вековите, затоа кој мисли дека стои, нека гледа да не падне. Видете, ова е дадено за да разбереме, но ти ако го читаш по телесен ум, телесниот човек не го разбира духовното, не го разбираш и раскажуваш само приказки. Мој се поминал, овие дошле, тие да, па што имат ти од тоа? Ако ти не разбираш дека си сега во пустината, и дека мрмориш, и дека не си по волјата негова која исполнуваш својата волја, само ја раскажуваш приказната, како Ивица и Марица, Марика лета со авион. Приказки, Црвенка па и волкот, а не ја сваќаш суштината.
Учеството во Исусовото е да се соединиш со Него. Дури Аристотел го знаел тоа во Древна Македонија. Друго искушение вас не ве зафати освен човечкото. Тоа што ти сакаш, тоа е човечката природа. Синови човечки, паднати сатански телесни и синови Божји, оние што ги води љубовта Божја, Духот Божји. Друго искушение вас не ве зафати освен човечкото. Но верен е Бог, кој нема да допушти да бидете искушувани повеќе од колку што можете, од силата ваша, колку што можете да isтрпите, а заедно со искушението ќе ви даде и излез за да можете да издржите. Затоа се што доаѓа треба да прифаќаме со радост. Исус ќе ми намири, Исус ќе ми даде сила и бараш водство како да враќаш, како да постапуваш, да не се вратиш во старата природа. Затоа, возлюбени мои, одбегнувајте го служењето на идолите. Лидер на партија, родител, деца, храна, дати, годишнини, датуми, одбележувања и разни зависности од материјалниот свет. Зависноста ми е само од љубовта Исусова. На мојот татко небесен, ми зборувам како на разумни, расудете сами, ова што ви го кажувам, дека вие сте врзани и зависни од светот. Значи, изгинаа бидејќи не беа по волјата Божја во пустината, вие сте сега во пустината. И тука сте 40, 50, 70 години, наместо да зачекорите и да влезете во Царството Божјо во единство со Исус и да исполнувате Неговата волја. Чашата на благословот, која ја благословуваме, нели е заедништво со крвта Христова. И тие сега го гледаат тој, пијат лепи вино и мислат дека е тоа причестување. Лебот што го кршиме, нели е заедништво со телото Христово. Тој покажува како се раздаде тој. И ти треба така да правиш, тогаш правиш благовест и се причестуваш. Ако се причестуваш, живееш по својата волја, значи ќе изгинеш по пустината. Не си по волјата Божја, затоа гинеш во пустината. Те сакам, Господи Исусе Христе, бидејќи лебот е само еден. Лебот е Исус. Не е тој леб од жито. Едно тело сме ние многуто, ако сме едно тело. Зашто сите сме причесници, од еден леб се причестуваш во Исус. Што го даваш својот живот, својата душа за браќата. Не го бараш своето, туку она на Исуса Христа, а тоа е да ги љубиш сите и да одиш за загубената овца додека не ја најдеш. Гледајте го Израел според телото, оние што јадат од жртвите, не се ли причесници со жртвеникот. Избраниот народ го распна семокниот Бог. Знаењето возгордејува, љубовта ослободува. Што да кажам дека идолските жртви се нешто, или дека идолот е нешто. Исус го распна затоа што тој сакаше обредите и традициите да им гурне. Слично е во Македонија, во народната македонска култура, во православието, која води потекло уште од неолитот, покажува дека македонците имале општење со Бог. Но откако го повика македонецот апостол Павле, дела 15:14, ќе изберам народ што ќе го прослави моето име, дела 16:9, Исусе, дојди во Македонија и помогни ни. По повик на македонецот. Тогаш вие не треба повеќе да живеете како порано. Не, но она што го принесуваат незнабожците како жртва, го принесуваат на демон. Исто пише во Богомилската книга дека во црквите и во над иконите и фреските над ликовите се поклонуваат на демони. Само на Исуса Христа му се поклонувам. Јас не сакам да бидете во заедништво со демоните. Не можете да пиете од Господовата чаша и од чашата на демоните. Имам еден интересен пример. Зборува на јазици, ја слави Богородица. Кога он ќе дојде Духот, мене ќе ме прослави, вели Исус, и ќе вели Татко мој, нема да велиш Господе. Не можете да учествувате во Господовата трпеза. Тоа значи ти да бидеш исто дел од тој леб. Не да јадеш леб, не е тоа меню во ресторан. Ресторан, деноминација. Католицизам, православие и Мартин Лутер Кинг, кој вели дека мојот татко е джелат во вечно проклество, вечен е сам Бог и неговата љубов. Да, поминуваш низ некој процес. Во тело или без тело, не знам. Дали пак ќе побудиме завис од Господ. Тоа се тие доктрини делопоклонства. Та посилни ли сме од него? И тие слават сега 500 години, не знам колку, од реформацијата. Единствено нешто кое го славам се македонските слави, второто Христово пришествие, се е допуштено.
Имаш слободна волја, но не е се полезно, се е допуштено. Но не се наградува се. Остануваш во пустината. Никој нека не ја бара својата лична полза, туку ползата на другиот. Исус дојде да служи, а ти дали служиш или си ја бараш својата полза? Значи изгинаа бидејќи не беа по волјата Божја, по пустината, овде и таму, кај што си ти сега, синко. Синко човечки. Се што се продава на пазар јадете без какво и да било испитување поради совеста. Зашто Господова е земјата и се што ја исполнува. Значи, ова се го исполнува духот. Некој дух доаѓа до човек, состојба, од физичко движење да можеш да се движиш духовно кон Исус, животните, нели, физички, растенијата, билките, минералите внатре се движат, протони и неутрони. Значи, Господова е земјата и се што ја исполнува. Но на сатаната му е дадена власта. Има слободна волја, тоа значи. И имаш малку време, тоа си ти овде во пустината. Ако ве покани некој од безверните и вие посакате да одите и јадете се што ќе ви изнесат. Без никакво испитување поради совеста. Но ако некој ви рече тоа е идолска жртва, тој сега за некој таму, некој светец, слуга на Исус што бил, прашање е како ние го разбираме, бидејќи едните имаат своји, другите своји. А каде се тогаш на Исус? Ако католиците имаат своји светци, а православните своји, па нели се тие на Исус? Како не се тогаш? Не ги славите заедно. Или црквата е на Исус? Ке видите наскоро чии се црквите, кому му припаѓаат, ми се јави. Некој ви рече тоа идолска жртва, не јадете заради оној што ви го рекол тоа и поради совеста, зашто Господова е земјата. И се она што е исполнува, а ти мармориш во пустината и ја бараш својата волја и ки изгинеш во пустината, не си по волјата Божја. Не можеш да бидеш христијанин со твојата волја. Треба да оставиш се и да врвиш по Исус. Да љубиш како Исус, да действаш, да живееш. Не е точна доктрината. Дека не треба ништо да правиш, треба да правиш, да љубиш 24 час. Еден сакал да се моли 24/7. Не доаѓа на средбите, не слуша. Може би пие јапчиња, не послушам, па уште ми докажува. Можеш да се молиш на Фејсбук, кај што сакаш да рикаш на улица. Направи еден разглас како во џамиите и викај. Али не можеш да ги малтретираш другите. Се она што ви го прават вам, правете им го и вие. Това е законот и пророците без Исус, бидејќи си без Исус и изгинеш во пустината. Но не зборувам за совеста твоја, туку на друг, зашто мојата слобода да биде судена од туѓа совест. Бог ќе дојде и ќе суди. Не судете за да не бидете судени, надворешните не ги судам. Можам да им кажам да ги укорам. Ме прашуваат, кога не разбира, не се расправам, го благословувам во името на Исус. Ако пак во јадењето учествувам со благодарност, во кое јадење? Духовна храна. Се што доаѓа. Зошто да бидам хулен поради тоа за кое благодарам и прифаќам се што доаѓа. Ти си во сценариото кој го напишал Семокниот Бог за тебе, за твојата душа да помине низ испитот на љубовта. И така било да јадете или да пиете или нешто друго да правите, да се молите, правете го тоа за слава Божја. Славата е Негова. Кој зборува од себе, тој ја бара својата слава. Ако не му дозволиш на Исус да зборува од тебе, ти си правиш идолопоклоса кон себе си. Не станувајте соблазна ни за јудејците, ни за елините, ни за македонците, кои се запишани овде, а нашите соседи под сатанско влијание тврдат дека нема македонци, дека се тие македонци. Ако си ти македонеца, имаш друго име. Те сакам, Господ Исусе Христе. Зарем Семокниот Бог погрешил за македонци овде во својата книга, а ти си поправиот? Па ти тогаш јадеш од дрвото на познанието и ки изгинеш во пустината, веќе гинеш во пустината. Ни за елините, ниту за црквата Божја, како што и јас им угодувам на сите. Во се и не ја барам својата полза. И овие стихови, овие слова, во дух кој ве допираат и ви даваат мир, љубов, Исусе дојди во моето срце. Не се од мене, духот на мојот Отец зборува. Туку ползата на многумина ја барам, за да бидат спасени. Да, и потоа ви е тешко дека мојот народ гине од незнаење, бидејќи тој е мојот народ. Исус плукна на земјата.
Исус плукна на земјата, со кал и плунка ги намачка очите на слепиот. Дојде. Го прати во бањата Силоан, што значи пратен. И тој прогледа. Има еден стих вели, оние што гледаат да станат слепи, што мислат дека гледаат, а оние што не гледаат да прогледаат во Исуса. А ти од кој си, синко, човечки? Од кој си ти? Дали си спремен да плукнеш на земјата, на телесноста и материјалното, на овој свет, да се осветиш во Исус со послушност, покорност и служење? Суштината е во припадноста. Кому му припаѓаш? Чиј си? Кој е твојот собственик? Ти си собственик сам на себе или на Исус? Сатанскиот ти си собственик или Отецот Небесен, кој долготрпеливо и многу милостиво не чека да се покаеме? Ти мислиш дека си собственик, а ништо не е твое. Ти си подстанар на туг имот, тело од земја во кое е вдахнат дух животен од Таткото Небесен, Отецот на духовите. Ти си создание. Немаш ништо твое. Иако мислиш дека си себе праведен, себе собственик, себе мудрост, не си, имаш малку време за милост овде во пустината на земјата, да се вратиш, да му се вратиш на твојот Создател, во припадност, во се, да му предадеш се, да му се вратиш на твојот Татко Небесен, како дете пред таткото. Татко, погрешив пред тебе и пред небото. Плукни на земјата, на телесноста, замоли го Исус да ти се отворат очите со водна бања во Словото. Те сакам, Господи Исусе Христе, и биди пратеник, негов вистински представник на земјата. Оние што се слепи да прогледаат, вели Исус, а оние што мислат дека гледаат да станат слепи. Кога мислиш дека гледаш и знаеш ти самиот, ти си, а си слеп и не знаеш, гревот останува. Запамти, пазете, апостол Павле беше обучен во еврејска и во старомакедонска филозофија и ослепе, падна од конјот. Остави тоа се. Ананија положи раце и прогледа. Запамти, ништо не е твое, тоа е процес. Ти си создание и создаден си од Отецот Небесен. Ти си кираџија, подстанар, и го напушташ станот, телото се враќа во земја, се предава на сатаната. На одмор си и ја напушташ собата, местото одиш во пензија, ја напушташ пустината, во тело. Низ огнено езеро поминуваш. Низ огнено езеро, огнот на љубовта, да се видат намерите на твоето срце. Какви намери има твоето срце? Кучето ја пушта коската, со која сатаната го рова. Не ти давам, ке ти дадам, не ја пушташ. Силата се враќа во изворот, Отецот Небесен, и ти одиш на средба, на суд. Ако велиш дека гледаш, гревот останува. Гледаш, знаеш, се гордееш. Наместо да признаеш дека си слеп, да побараш помош од Исус, да плукнеш на земјата, да се осветиш со водна бања во Словото и да бидеш вистински Исусов пратеник на земјата. Те сакам, Господи Исусе Христе, оние што гледаат, што мислат дека гледаат, да станат слепи. И оние што не гледаат, кој ќе признаеш дека не гледаш без него, да прогледаат. Ти од кој си, синко, керко? Од кој си? Гледаш самиот? Или молиш, бараш, понизно, покорно, Исус да ти ги отвори очите во духовната сила на љубовта? Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Повеќето од нив не беа по волјата Божја, 1 Коринтијаните 10:5, затоа загинаа во пустината.
Волјата Божја е секој што ќе го види Синот Исус и поверува во Него да живее живот вечен. Не мрморете како што некои од нив замрмореа, па изгинаа во пустината. Вас ве зафаќа човечко искушение, тоа што сакаш ти. Но Бог нема да допушти да бидете искушувани повеќе од силата ваша. 13 стих, заедно ќе ви даде излез да издржите. Лебот е еден, Исус е лебот. Ако јадеш од тој леб, ти си дел од Него, Он живее во твоето срце. Не принесувај жртва на демоните. На било каков лик му се поклонуваш на ликот на зверот, се што е насликано, а не е Исус. Дали се тоа датуми, цркви, заедници? Господова е земјата и се што ја исполнува, но сатаната му е дадена власт. Има малку време, тоа си ти дел од тоа. Имаш слободна волја. Било да јадете или да пиете, или било што да правиш, прави го тоа за слава Божја, а ти работиш за себе и за своја слава. И тогаш ќе изгинеш во пустината. Те сакам, Господе Исусе Христе. Те љубам, Исусе, слава ти, Исусе, сите оние што се болни, гладни, осамени, што ве мачи нешто, допрете се каде што ве боли. Господе Исусе Христе, сила небесна да изгори, пламенен дух, се што не од Исус, во мене, околу мене, низ мене. Јас се покајувам за секој грев, покажи ми што треба да покајам. Оставам се земно и врвам по тебе, им простувам на сите, никого не осудувам. Ја барам Твојата волја во мојот живот и Царството Божјо. Заседа ми се придодаде. Предавам се во Твоите раце, нашите заедници, се што имаме, македонскава земја. Те сакам, Господи Исусе Христе, Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Амин, до Божјо Царство Небесно. Амин. И не осудуваш, Сине мој, јас татко небесен сум твој. Сине мој, јас татко небесен сум твој. Крвта Твоја се пролеја на крстот, завет остави, облечи се во љубов. Сине мој, јас татко небесен сум твој. Сине мој,